и со самото загрозување, значи, на идентитетот, на нашиот идентитет, бидејќи во платформата имате воведување, значи, на покрај македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, воведување на албанскиот јазик и неговото писмо. Исто така носење на брза резолуција во самото собрание во насока на промена на името, каде што ќе бидат вклучени други сите албански партии, нели, во преговарањето со Грција во насока на промена на името и брз влез, нели, во Европската Унија и членство во НАТО. Така да сето ова што се случува, значи, кое што се реализира од страна на Социјалдемократскиот сојуз, токму говори во таа насока дека целта е рушење, значи, на уставниот поредок на државата со промена и на името, со промена и на јазикот и воведување, се разбира, на албанскиот јазик и неговото писмо. Значи, чувствата кај граѓанинот во насока на зачувување на унитарноста на државата, на националните и државните интереси, сега можеме да го видиме. И ние не можеме тоа да го побиеме. Ова се позитивни, мирни протести, значи, на граѓаните, кои што се во насока на зачувување на нешто што е најисконско за државата, а тоа е идентитетот. Не може, јас не знам од каде го црпи правото господинот Зоран Заев да без согласност на граѓаните, зад скриени, тајни предговори и вакви тајни платформи кои што се донесени во друга држава, посегне по унитарноста на државата и по највисоките државни и национални интереси. Граѓаните се тие кои што одлучуваат за највисоките државни и национални интереси. И затоа сметам, крајната цел е многу јасна, прејасна, нели, во однос на целокупната оваа игра што се тера кон ВМРО-ДПМН, а тоа е промена на името и идентитетот на нашата држава.